Почитувани, СДСМ уште еднаш ги излажа граѓаните и наместо да работи за да го подобри стандардот, повторно им удари по джебот. Наместо намалување на давачките и враќање пари од данокот на додадена вредност, како што ветуваа, тие сега на граѓаните им воведуваат дополнителни давачки со кои ќе им се одземат дополнителните средства за своето расипничко трошење. Зоран Заев ветуваше дека кога ќе се врател животот, тие ќе враќале на крајот на годината до 30.000 денари на 4 члено семејство, а сега животот донесе двојно оданочување на оние кои макотрпно се трудат со своето знаење да заработат нешто повеќе за себе и своето семејство. Имено СДСМ почнува да ги оданочува сите физички лица кои имаат годишен приход од 1 милион денари. Тоа е уште еден срамен потек на неспособната власт да ја полни буџетската каса со пари на граѓаните, наместо со проекти кои носат дополнителна вредност. Кога економијата стагнира, кога растот на бруто домашниот производ е зацементиран на нула, а нема странски инвестиции, СДСМ вообичаено удира по джебот на граѓаните. Секој оној кој заработува годишно над 16.000 евра, СДСМ одлучува да го казни и да го задолжи да се регистрира и како ДДВ обврзник. На тој начин, за секој остварен приход, каде е исклучен персоналниот данок на доход, ќе се плаќа и ДДВ. На овој начин физичките лица се ставаат во нерамномерна положба во однос на компаниите, бидејќи ќе бидат двојно оданочени и со персонален данок на доход и со ДДВ. Значи секој оној кој што заработува екстра околу 80.000 денари месечно со двојно оданочување од персонален данок и ДДВ, на крајот на годината ќе биде оданочен со над 250.000 денари на вкупната сума од 12 месеци. Дополнително, оваа година, според законот, сите оние физички лица кои што нема да се пријават како ДДВ обврзници, ќе платат казни во висина од 250 до 375 евра. Почитувани, повторно ги излажаа граѓаните. Пред да дојдат на власт, велеа дека ќе го вратат прагот на оданочување на 2 милиони денари, а сега не само што не го вратија, туку и ги казнуваат оние кои што не се пријавиле како ДДВ обврзници. Ваквиот начин на водење економска политика, која е на штета на народот, само дополнително ќе ги дестимулира квалитетните кадри да продолжат својата екзистенција, да ја гледаат во Македонија, а државата ќе почне уште повеќе да тоне во безперспективност. Ова е само уште една стратегија на СДСМ да ги истица парите на граѓаните и да го наполни празниот буџет. СДСМ удри директно по джебот на граѓаните. Лошите економски политики кои што ги води СДСМ ги осиромашуваат граѓаните. Ви благодарам.